Бранимир Димитриевиќ до ден денес е собственик на Евроконсалтинг. Никогаш од незиното основање до денес не ја напуштил, обелоденува ВМРО-ДПМНЕ. Ова значи дека компанија која е во собственост на лице кое се товари за криминал при надзор, сега добива 22 милиони за да врши надзор на изградбата на коридорите 8 и 10. Имено, станува збор за измама во вредност од 1,8 милиони долари при надзор на развој на проектот за коридорот Север-Југ во периодот 2009 до 2018. Пошто Димитриевиќ од Ерменија побегнал со помош на тројца македонски дипломати со приватен авион и дипломатски пасош во 2019 кога на власт се СДСМ и доивелат од ВМРО-ДПМНЕ. Истава фирма, заедно со кинеската Ептиса, ќе има увид во технологијата на американската Бехтел во време кога државниот секретар на Соединетите Американски држави предупреди на кинеско подмитување за проекти каде се применуваат високи технологии. Груби и Ковачевски со изборот на надзор го ставаат во ризик и Бехтел и меѓународната репутација на Република Македонија. Затоа потребно е итно изборот да биде поништен и да се распише нов оглас кој ќе обезбеди компетитивност помеѓу понудувачите и отвореност на постапката без да биде загрозен националниот интерес, буџетот или репутацијата на државата. Власта упорно тврди дека одбрала конзорциум кој е чист пред институциите и нема намера да ја стопира постапката. Па за нив не е ни важно што антикорупцијска отвори постапка за случајот. Премиерот Ковачевски држи цврст став дека немало да дозволи изградбата на автопатот да остане заглавена во административни работи, а антикорупцијска можела да се истражува. Првиот вице-премиер пак очигледно сака добро да издрибла се, па се правдаше дека поим немал кој е собственик на компаниите. Како може ја да знам било кој да е собственик кога немам ниту една допирна точка со таа постапка? За овој случај предмет подопрен глас може да отвори основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција, појасна шефот на основното јавно обвинителство Скопје Гаврил Бубевски. Досега не е покрената ваква постапка. Спорни моменти за овој така наречен гигапроект не престануваат да се нижат. Очигледно стана дека изградбата ќе чини повеќе од 1 милиарда и 300 милиони евра. Оти ќе се потребни плюс пари за проектирање. Колку? Никој не знае. Првиот човек на Министерството за финансии, уште иннаш преку колумна, се пофали дека направиле историски чекор кој ќе е многу важен за домашната економија, ама не кажа колку плюс пари ќе бидат потребни и како дојдоа до оваа сума, кога воопшто проект се уште и нема.